Почитувани, добар ден. Ова е неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин Владо Бучковски. Господине Бучковски, која е целта на сите овие критики кои што ги упатувате во последно време? Начинот на функционирање на СДСМ или Бранко Црвенковски? Дефинитивно, јас како поранешен председател на СДСМ чувствувам одговорност за она што го гледам и што го слушам како состојба во СДСМ. И затоа мислам дека со оваа моја серија на анализи се обидувам да помогнам на СДСМ да функционира поинаку. Не е целта Бранко Црвенковски да се најде на тапет за она што во овој момент се случува во СДСМ. Јас и реков, тој е најодговорен да создаде ситуација каде што неговото заминување, што очигледно мора да се случи порано или подоцна, нема да представува потоп и нема да биде создадена атмосфера дека единствено тој е онај кој може да го победи Груевски или ВМРО-ДПМН, туку тој мора да создаде систем кој ќе биде сигурна гаранција дека на идните парламентарни избори СДСМ може да го победи ВМРО-ДПМН. И тука не е само моја желба на овој начин да се допаднам на оние кои во овој момент Црвенковски ги нарекува дека се условно речено нарачатели на ваквата серија на написи, туку напротив да го пробудам пред се него, но и раководството на партијата да погледне што се случува во другите модерни европски партии од левицата. Постои критична маса во СДСМ во моментов за да се случат овие промени или пак за да биде сменет од лидерската позиција Бранко Црвенковски? Прво, јас не претендирам Црвенковски да биде сменет на демократски начин. Но ако е сигурен во поддршката на членството, јас сметам дека негов најголем интерес би било тој да е промотор на идејата за непосредни демократски избори. Уште повеќе што по дефиниција политичките партии се реформираат кога се во опозиција. Ние досега во последните 10 години не сме имале ваков временски комодитет. Идните локални избори се дури напроред 2013-та. Значи, ние имавме доволно време, сега по Конгресот, кој на брзина го направивме, да се посветиме на внатре-партиските работи и пред се да промовираме еден принцип кој јас сум убеден. Пред се ќе врати мотивацијата во СДСМ, ќе наметне еден продуктивен ривалитет и ќе го врати победничкиот дух. Зошто во крајен случај победниците тие внатре-партиски избори утре да не бидат наши кандидати за градоначалници, пратеници, а оној кој има најголемата поддршка да биде нашиот претседател. Јас се плашам, дури сум сигурен дека ова идеја може да биде и спасоносна формула за Црвенковски како тој да го продолжи својот мандат. Но од друга страна, тие кои се негови во овој момент најблиски соработници, сметам дека и самите знаат дека никако не би поминали на непосредни избори и дека поддршката што имаат во членството е толку минимална што создава кајни отпор кон било какви идеи од овој тип. Така што, ако ме прашувате дали оваа идеја има поддршка во раководството, ќе ви речам не. Но во членството, врз основа на контактите кои ги имам, јавувањата, случајните средби со дел од нашите членови симпатизери, што дури и не ги познавам лично, ми говори дека демократизацијата и барањето за избор на раководството и на нашите представници на централно ниво или на локално ниво на овој начин е со голем процент прифатено од нашето членство. Меѓутоа, Црвенковски не изгледа воопшто дека се чувствува загрозено, особено откако значително го зголеми бројот на гласачи во изминативе избори. Кои се вашите аргументи против него? Значи, како прво, јас не спорам дека ние го зголемивме бројот на гласовите. Но ако предизвикаш некога на избори, не предизвикуваш ти да доживееш чесен пораз. Ние сме уникатен пример. Значи, на почетокот, веднаш на првите анализи која споменав дека не паметам таков случај, се обидов и да истражувам. Значи, нема таков случај во Европа, некој да бара и да предизвика предвремени избори и да ги изгуби. Ние имавме златна шанса и ја пропуштивме. Заради, според мене, наши субјективни слабости. Имаше објективни околности кои му даваа право на СДСМ да не ги признае резултатите. Серијата на потези што ги правеше власта, прв пат да нема консензус за изборниот законник, да се потрошат или да се повлечат 220 милиони евро од ММФ за корупција на гласачкото тело, да бидат живи фатени со списоците за
принуда на кој начин да гласа администрацијата. И сето тоа да се голтне и на крајот да се признаат резултатите вака, за мене е неразбирливо до ден денес. Затоа јас тврдам дека СДСМ или некој од СДСМ како свесно да влезе во изборен процес каде што беше помирен со однапред дека ќе се загуби. Вам сопартиците ви одговорија дека сето ова е последица на тоа што вие не се најдовте на пратеничката листа. Навистина, зошто досега не ги упативте овие критики за функционирањето на СДСМ? Како прво, јас и пред затворањето на списокот на наши кандидати за пратеници, согласно процедурата на највисокиот орган на партијата, на Централниот одбор, ги искажав истите овие забелешки кои ги кажувам во јавноста. Не сакав да бидам посочен со прст дека го нарушувам единството во партијата и за ова не говорев јавно во предизборието. И сите оние кои сега велат дека ова е моја реакција заради тоа што не бев на пратеничките листи, се погодени од моите јавни кажувања, посочувајќи ги нив дека немаат кредибилитет во јавноста и дека всушност не одговараат на прототипот на кандидат кој го промовираше Црвенковски. Тоа е секој кој може во својата средина да донесе барем еден глас повеќе. Кој ќе се види на крајот дека ние изгубивме тесно за 70.000 гласови. Значи нас ни требаше, условно речено, да имаме 20-30 кандидати кои самите со својот личен кредибилитет може околу себе да донесе уште 2-3 неопределени граѓани. Значи нас не ни требаше систем кој ќе промовира по секоја цена обкружувањето на Црвенковски да се најде на добитните места. Мислам дека тоа генерално остави за време на кампањата еден горчлив вкус дека всушност не се влегува со победнички менталитет, со победнички дух, туку однапред гледајќи кој како се намести на листите, како да се тргна дефанзивно. И натаму останува нејасно, водите лична битка или битка за партијата? Јас дефинитивно, времето ќе покаже дека оваа демократизација за која јас говорам дека мора да се случи, порано или подоцна ќе биде реалност во СДС. Јас ова го правам затоа што сум свесен дека во овие околности начинот на кој владее Никола Груевски е штетен за Република Македонија. Комоцијата која сега тоа има заради тоа што опозицијата не е на она ниво на кое треба да биде една опозиција во држава каде што е загрозена демократијата, каде што не владее правото, каде што е загрозена слободата на медиумите и така натаму и така натаму. Значи во такви околности СДСМ според принципите на кои денес е раководен и според промоцијата на политиките не е сериозна алтернатива на Никола Груевски. Смееме ли да се сомневаме дека барате начин да му се приближите на премиерот поради изречената пресуда за аферата Тенкови? Значи, оние кои ме знаат, ме знаат најмногу и од СДС, ме знаат дека сум карактер и човек кој никогаш не би се додворувал некому. Јас тврдам дека и денес во СДСМ многу други имаат повеќе мотиви да се додворуваат на власта отколку јас. Јас со власта имам чисти сметки и онака како што терав мојата битка за правдина и за правда, јас ќе истерам до крај. Гледате ли вие во моментов услови во СДСМ за да отпочне демократизација на партијата? Па тоа може утре да отпочне ако сака Црвенковски. Значи сега е таква структурата на раководството, на Централниот одбор ако сакат и на делегатите, што тоа без негова волја не може да се случи. Значи варијантата ако тој не сака да го направи, ќе треба да се чека исходот од локалните избори кои се поклопува со завршувањето на неговиот мандат. Значи верувам дека и самиот е свесен дека не треба да се изложи на ризик да замине од СДСМ по уште еден изборен пораз. Значи он мора да направи се СДСМ да биде во таква кондиција и да биде на тоа ниво на организираност што може да влезе како реална алтернатива сега на локално ниво, затоа што покажа и последниот изборен циклус, оној кој има локалната власт има голема предност пред парламентарните избори. Во овој момент ние реално сме во позиција каде што многу битни ни се, исклучително битни за иднината на партијата и идните локални избори. Ви благодарам за разговорот. Тоа беше неделното интервју на Радио Слободна Европа. Се гледаме за 7 дена.